Почитувани пријатели и гледачи на 5 за 5. Како што ги следевте најавите наши, дека во скоп на нашата емисија 5 за 5 ќе отвориме некои теми во оваа рубрика точно именувана 5 за 5, јас како уредник на емисијата и како лик кој цел свој живот се занимава со права на животните, беше побаран од мене и моја голема желба беше да отвориме некои теми кои дали од X причини беа отворени па затворени, кажани, недокажани, направено нешто, но недоправено. Јас ви ветувам дека 5 тема од ова издание, па сите изданија на назад, ќе отвараме табу тема за права на животните, кои и тоа како нашите животни и милинчиња ги заслужуваат и треба да ги поседуваат. Една од темите кои го засегаат нашиот главен град, метрополава Скопје, е оне 10 годишен, може и повише годишен проблем со кучињата скитници кои го има овој град. Темата која се отвара, се затвара, тоа е како градот Скопје да го реши оној проблем со бездомните животни, а при тоа нели животните да имаат урбан живот и да бидат стационирани на некое место каде што ќе имаат пристојни и добри услови за живење. Јас како уредник на 5 за 5 ја отварам оваа тема, точно се наоѓам пред срцето на град Скопје, пред канцеларијата на градоначалникот, каде што и би сакал да му поставам неколку прашања, но најдов на затворена врата. Ке се обидам и друг пат и не се откажувам од мојата намера. Лајка во моментов е затворена. Таму буквално со месеци не се случува ништо. Не е ради ново настаната ситуација од COVID-19 вирусот. Зашто како се работи не успеавме да добиеме одговор ниту од PR службата на градот, ниту од директорката. Зашто станува збор? Јас искрено не знам, само знам дека бројот на улични кучиња расте, а со тоа се зголемува и нападите на кучињата кон луѓето кои секојдневно го поминуваат во оваа метропола, поготоа во средините каде што енормно е зголемен бројот на улични кучиња. Директорската плата е префрлена. Директорката зема плата, но каде завршуваат сите оние средства кои доаѓаат од градот, од градскиот буџет, не знаеме. Ке се обидеме повторно да го добиеме началникот доколку сака за нашата емисија, која е единствена од овој тип за заштита на милениците и права на милениците, да знаеме што и како се случува со Лајка. Се чека ли партиска кампања за истата да се отвори или пак нешто сосема трето е во прашање? Бездомните кучиња пред портија чекаат реконструкцијата на нивното единствено привремено засолниште во Скопје. Конкретно февруари годинава, градот Скопје го укина некогашниот стационар Вардариште и формира ново јавно претпријатие Лајка, кој треба да го преземе целиот третман на бездомните кучиња, да ја запази процедурата за нивна регистрација и вдомување, но и да понуди услуга како на пример привремено чување на домашни миленици. 8 месеци подоцна, ниту еден од овие планови не е спроведен, бидејќи планираниот објект се уште се реконструира. До почетокот на годинава комунална хигиена ги заловуваше скитниците низ Скопје, ги кастрираше и доколку никој не сака да ги вдоми, ги враќаја на локациите каде што биле заловени. Сега, без стационари екипи на терен, кучињата не се стерилизираат и нивниот број енормно се зголемува, предупредуваат активистите за заштита на бездомните животни. Според проценките на Сдруженијето Анима Мунди пак, само од 100 нестерилизирани женки со репродукција, градот во една година може да добие дури 12.000 нови единки на улица. И екипата на Само Прашај МК затекна немаркирани улични кучиња и во строгиот центар на градот. Заведе директорка на новото јавно претпријатие Лајка, назначена е токму активистка за заштита на животните. Но ниту таа, ниту пак од град Скопје не беа расположени да зборуваат пред камера. Изминатиот период има застој во стерилизацијата на кучињата поради извршувањето на градежните работи за реконструкција и проширување на стационарот. Покрај подобрувањето на условите во стационарот, град Скопје работи на целосно нов систем за работа со кучињата скитници, а воедно да се спречи механичкото зголемување на нивниот број преку спречување на така нареченото неодговорно сопствеништво. Минатата година во Скопје биле заловени нови 1300 единки. За годинава, иако побаравме бројка на заловени кучиња, не ја добивме. Напливот на улични кучиња без соодветен третман предизвикува нетрпеливост и кај животните и кај луѓето. Во моментов 144 граѓани го тужат градот Скопје и бараат парична оштета од ги каснало улично куче. Паралелно и активистите протестираат поради труењето и убивањето на уличните кучиња. Никој нема проценка кога би бил готов реконструираниот стационар и кога ќе почне темелниот третман на кучињата скитници.
Во меѓувреме, градот готви и регистар на домашни миленици, за да се спречи неодговорното сопствеништво и преку чипови на кучињата на улица да може да се најде и да се казни сопственикот. Освен надлежните, и уличните кучиња никаде не брзаат. Тие се најмалку виновни што одвлекувањето на реконструкцијата на Лајка ја зголемува опасноста од нови напади кои ја празнат градската каса. Се викаше Вардариште и искрено беше куќата на стравот, оној стационар каде што се стационира бездомните кучиња. Потоа со новиот татко на градот, господинот Шилегов, рече дека е дива градба и во својата кампања навиваше дека сето тоа ќе се смени и дека ќе овозможи и изгради нов стационар. Направија ново јавно предпријатие Лајка. Повеќе од година и 7 месеци се гради. Навистина се гради премногу споро, а бројот на улични кучиња во градот и тоа како се зголемува. Да напоменеме, ако само од 100 женки кои во моментов не се кастрирани, улични кучиња, за една година репродукцијата достига до 3000, најмалку до 3000 нови бездомни кучиња. Зашто се ќути, зашто не се гради Лајка и зашто не се работи, пробуваме да знаеме од директорката, која беше партиски поставена, а не активист за права на животните, Тина. Да видиме дали ќе добиеме на телефон. Втората тема која отвараме во оваа специализирана 5 тема во 5 за 5 е тоа за наречената зоолошка градина во градот Битола. Градот Битола навистина е прекрасен град, со прекрасна традиција, со многу историја. Меѓутоа, црнилото кое во моментот владее во тој убав град Битола е зоолошката градина која веќе 20 години, верувате, не е реновирана и во која живеат повеќе од 200 животни кои секојдневно се измачувани и травматизирани, кои трпат за храна и живеат во најмизерни услови. Екипата на 5 за 5 направи ексклузивни фотографии во кои во склоп на оваа репортажа можете да ги видите и да се уверите во самите себе за она која јас го говорам во моментов. Јас како уредник на 5 за 5 ја отварам табу темата која никој досега не ја отворил или се обиделе па ја затвориле од X причини, барам хитно затворање на Битолската зоолошка градина. Но нешто што ме мачи е тоа што мора да го потенцирам. Во Битолската зоолошка градина доаѓаат животни од Скопската зоолошка градина која беше прогласена во 2019 за најпосетената институција во Македонија. Тие се наши пријатели, навистина Скопската зоолошка градина изгледа пристојно и има убав тим за работа. Меѓутоа, зошто знаејќи ги условите во кои во моментов се наоѓа Битолската зоолошка градина, се праќаат животни директно во смрт во логорот наречен Битолска зоолошка градина, ги погледнавте фотографиите, оној лош материјал, оние вознемирувачки фотографии. Знам дека чим не гледате дека обожавате животни. Затоа ве молам, на линков подол имате петиција која ние ја покренавме за затварање на Битолската зоолошка градина. Помогнете ни да собереме 5000 потписи, тие потписи да стигнат до ЕАЗа, Светската организација за зоолошки аквариуми, да дојдат во Битола и конечно да ставиме клjuč на овој логор наречен зоолошка градина Битола, а животните подхитно да ги дислоцираме во некои поубави зоолошки градини. Почитувајќи ги мерките за предпазливост, не сме во нашето студио, шареното студио на 5 за 5 и снимаме директно од срцето на градот. Ја отварам темата која многумина пробаа да отворат, многумина зборуваа за неа, но немаме дела. Нашиот началник Петар Шилегов често знае на својот Facebook профил да напише градот убав или Скопје една поубава приказна. Дали е така? И ќе се уверите во следниве фотографии кои одат позади мене. Проблемот со коњите. Оние коњи кои секојдневно ги гледаме низ нашата метропола како измачувано се паднати, болни, полни со инфекции, заразни кои може да бидат преносители на луѓето, ги гледаме секојдневно на нашите булевари. Измачувањето на коњите е проблем веќе години назад кој никој градоначалник досега не го решил тој проблем. Јас од ова место ја отварам темата и ќе се заложам за трајно решавање на овој проблем. Градоначалник, не примивте на разговор, не ни дадовте никакви одговори. Ве молам да го решите проблемот со коњите затоа што граѓаните на град Скопје
сакаат да ги гледаат конјите на едно поубаво место. Доколку немате услови, прашате на нас активистите, прашате на нас како да го решите проблемот, ние безрезервно ќе ви помогнеме. Повеќе од 3000 кучии со коњи, кои секојдневно ги гледаме на булеварите на град Скопје, летово на високите температури ќе бидат паднати, изнемоштени и предумирање. Затоа, од ова место ја повикувам Агенцијата за храна и ветерина и нејзините стотина вработени таму кои земаат плата, да искочат на терен, да направат датабаза и конечно да ги ослободат коњите од вакво измачување. Не постои никаква датабаза за коњи, не постојат педигриња, не постојат податоци за собственост. Имате одврзани раце како институција да може да постапите во соработка со МВР за трајно да ги одземете коњите од оние кои ги измачуваат и истите да бидат санкционирани. Од овдека ги повикувам јавно сите институции, сите друштва за заштита на животни кон ова идеја, да не остане само отворено прашањево, него да дојдеме до трајна реализација. Скопје, градоначалнику, да биде стварно едно поубаво место, една поубава приказна. Ако лајка, како што се кажува новото јавно предпријатие, е замена за Вардариште, Вардариште беше куќата на стравот, а лајка не знаеме што ќе биде, затоа што се уште нема изготвена програма за работа, прашањето е дали нашиот началник Петре Шилегов сака проблемот со бездомните куќи да го реши на оној начин што ќе ги убие и лајка ќе биде место каде што ќе се убиваат бездомните куќиња, без соодветна програма, е една тема во која не смееме да останеме неми и не смееме да прекутиме. Напротив, треба да се обединиме сите ние, сите љубители на куќињата, сите друштва на животни, да не дозволиме програмата која градоначалникот Петре Шилегов сака да наметне за работа на лајка, да помине во град Скопје. Програмата вели, ако едно куќе заловено на улица е болно од минимална заразна болест, дека ќе подлежи на евтаназија. Со тоа нашиот началник не лаже кога се вели и се слика со куќињата дека сака да обезбеди мирен живот на куќињата. Он сака да го исчисти градот од куќиња со тоа што ќе направи масакар и лајка место стационар за мирен живот и спокоен на куќињата ќе биде место каде што секојдневно ќе се убиваат бездомните животни. Стационарот или местото каде што ќе се чуваат куќињата лајка се уште не проработува. Но знаете ли што проработува? Директорската плата и платите на управниот одбор кои партиски се делегирани на ова јавно предпријатие. Повеќе од 2 години се префрлали плати од износ од 50 до 60.000 денари за директорката, а не знаеме ниту што работи, ниту како работи, ниту е достапна да ни го даде одговорот на ова прашање. Па од тука се прашуваме, директорке, да молиме јавно искочете и кажете на македонската јавност зошто и каде трошите вашата плата и најпрв зашто примате ако оваа институција се уште не работи. Ако вие не можете и не смеете, тогаш јавно го повикувам пиарот на градоначалникот Шилегов да ни го одговори ова прашање. Ако ова парче направено градоначалнику кошта пола милион евра или како што пријавивте 512.000 евра, ве молиме од името на сите љубители на животните, една осминка дајте ни за правата на животните, за правата на коњите, за бездомните куќиња и ќе немате ниту куќе на улица, ниту гладно маче, ниту гладно куќе, ниту изнемоштен коњ. Ве молиме, ако ова зад мене чини толку, не љубителите на животни, сме една плејада на луѓе кои ве замолуваме да го направите ова. Доколку не го направите ова, ние ќе ве казниме на начин што нема да добиете нашата подршка на следните локални избори. Ниту градот е убав, ниту Скопје една поинаква приказна, господине градоначалник. Тоа може и сами да се уверите од фотографиите и видеоматеријалот кој го погледнавте пред малку во ова издание на 5 тема. И ова нема да е крајот. Јас ви уверувам дека докрај ќе се борам, ако треба и сам, но знам дека стои и армија позади мене, љубители на животни, ќе се бориме докрај да ги докажеме правата на животните во нашата земја. Ќе почнеме од Скопје, а ќе завршиме со цела Македонија. Бидете со 5 тема и наредна емисија ќе отвориме на тема која навистина има за што да се збори.